На денешен ден, 18 март. – 1745 година. Умре англискиот државник Роберт Валпол, прв британски премиер. Председател на владата беше од 1721 до 1742 година, најдолг во историјата на Велика Британија. 1842 година. Роден е францускиот писател Стефан Маларме, кој значително влијаеше на француската поезија. Негово најпознато дело е Песни и проза. 1858 година. Во Париз е роден Рудолф Дизел, германски инженер и научник. Во 1897 година тој го конструира првиот мотор со внатрешно согорување на принципот со само палење, наречен дизел мотор. Умре на 29 септември 1913 година. 1871 година. Прогласена е Париската комуна, прва пролетерска револуција во историјата кога работничката класа воспостави власт и почна да управува со политичкиот и соопштествениот живот во Париз, кој уште тогаш имаше повеќе од 1.000.000 жители. Иако траеше само 15 дена, таа изврши многу општествени реформи кои го дадоа правецот на идниот социјалистички развој. 1909 година. Во Софија умре Кузман Шапкарев, еден од најзначајните собирачи, публикатори и афирматори на македонски народни умотворби и еден од првите македонски учебникари. Ги објави делата Зборникот на народни умотворенија, наука и книжина, материјали за живописот на браќата Миладинови, Димитрија и Константин, како и 8 учебници што ги напиша за потребите на училиштата во Македонија. 1922 година. Британскиот колонијален суд на 6 години затвор го осуди водачот на индиското движење за независност Махатма Ганди поради водење кампања за граѓанска непослушност. 1948 година. Советскиот сојуз од тогашна Југославија ги повика воените стручњаци, а следниот ден и цивилите, под изговор дека се опколени со непријателство, во обид југословенското раководство под притисок да го натера да го прифати курсот кој го наметна Инфобирото, односно Москва. 1959 година. Хаваите станаа 50-та сојузна држава на Соединетите Американски држави. 1980 година. Умре Ерик Фром, германски филозоф. Критички ги толкуваше тезите на Фројд и ги анализираше причините на самооотуѓувањето и деструктивноста. Негови најпознати дела се Бегство од слобода, Здраво општество и уште многу други. Роден е во 1900 година. 1996 година. Амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје започна со издавање визи. 1996 година. Председателот на Соединетите Американски држави Бил Клинтон го именува Кристофер Хил за амбасадор во Република Македонија.